Ги проследивме вестите во 8 часот, како што најавивме пред 8 часот, тема во фокусот ќе ни биде образованието и во овие минути од Македонија наутро, поточно најмногу и дуалното образование, но ајде да одиме по ред. Уписите во средните училишта и оваа година дадоа многу поинаква слика од она на која сме навикнати низ годиниве. Гимназиите за кои се бара и место и врски плюс, оваа година паѓаат во сенка за сметка на стручното образование за кое учениците и оваа учебна година пројавија најголем интерес. Каков е бенефитот од дуалното образование? Колку тоа им овозможува на средношколците кои учат занает по завршувањето на средното училиште полесно да се пласираат на пазарот на трудот, и од друга страна колку е добре дојден дуалното образование за високите кадри, односно за студентите во моментов. На оваа тема разговараме со Наташа Јаневска од Стопанската комора на Македонија. Наташа, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ајде ќе започнеме со средношколците, иако споменавме во најавата дека ќе ги опфатиме и средношколците и студентите, но имаме почеток на нова учебна година со нови предизвици за сите, меѓу другото и средношколците кои што учат занает. Видовме овие 2 години изминати малку поинаква слика во однос на уписите од онаа на која што сме навикнале. Интересот на средношколците се менува. Дали тоа го услови потребата на пазарот на трудот? Свесни се што се е потребно како работна сила, па ги менуваат и интересите? Многу работи влијаја за да се смени перцепцијата за уписите во стручното образование. Неколку години наназад веќе навистина реален проблем за компаниите е недостигот на стручен кадар. Меѓутоа, ако не се завземевме Стопанската комора заедно со образовните институции сериозно да разговараме на овој проблем, мислам дека не би ја имале оваа бројка што ја имаме сега. Многу работевме прво да ја смениме онаа перцепција дека стручното образование е само за слаби ученици, туку моравме да покажеме дека стручното образование навистина треба и многу солидни ученици, затоа што ви имате работни процеси каде што навистина добри ученици треба да ги изведуваат. Дополнително сакавме да им покажеме дека веќе не постојат оние маниелни работи кои што се работеа порано во компаниите, во фабриките, туку имаме процес, брз напредок на технологија и техника, и имаме процес на автоматизација и модернизација на сите работни процеси во компаниите. Дополнително свативме дека мора да се менуваат и да се осовременуваат наставните, образовните програми кои што ги изучуваат учениците за одредени квалификации и да воведуваме нови според потребите и барањата на компаниите. Дополнително, голем фокус ставивме на реализацијата на практичната настава, и тоа на реално работно место. Порано се изведуваше практична настава во училишната средина, во различни лаборатории, работилници во стручните училишта, но фокусот сега од училишната клупа и од училиштето го свртивме кон компаниите, односно на реално работно место, и учениците таму изведуваат учење преку работа, што ги прави поинтересно, поатрактивно, и покрај оние стручни вештини ги развиваат и трансферзалните вештини. Ајде малку да зборуваме и околу очекувањата на секој млад човек по завршувањето на средно стручно образование. Дали имаат опции, дали нивните очекувања се дека брзо по образованието ова ќе им донесе да се вклучат во пазарот на трудот, или, да бидеме искрени, дел од нив одат на стручно образование за да полесно најдат работа во западноевропските земји? Каква е ситуацијата на терен? За жал, реалноста е таа дека сите се фокусирани да одат надвор. Меѓутоа, ние како комора работиме токму за оние деца што сакаат да останат тука и за да останат тука. И затоа правиме разни активности да им прикажеме што значи стручното образование. Правиме разни активности за да можеме да ја развиеме и свеста кај компаниите да бидат уште поотворени за прием на ученици. И после нивното завршување, оние солидни ученици, оние навистина кои што покажале интерес дека сакаат да работат, можат да останат,
веднаш по завршување на нивниот образовен процес во самата компанија. Ние имаме такви многу добри примери и сега посетата со оваа компанија каде што ќе одиме, веднаш имаме неколку ученици по завршување на образовниот процес ќе бидат вработени во фирмата. Дополнително ова е и можност, стручното образование не е само за вработување, тие ќе имаат и можност да го продолжат своето образование и во високообразовните институции и од областа од стручноста, нели, после да станат инженери, повторно да се вратат, нели, да работат во фабриките. Многу е полесно вработувањето, затоа што работодавачот го подготвил според неговата организација, според работните процеси и многу му е полесно веднаш да го вработи, затоа што нема да дава дополнителни средства за обуки на кадрите кои што ги зема директно од Агенцијата за вработување. А трајно ли е вработувањето, ако е полесно да се вклучат на пазарот на трудот? Дали се одлучуваат трајно да останат на истото работно место, бидејќи за да ги задржи работодавачот треба да им понуди, нели, нешто повеќе. Се цени ли занаетот во Македонија за да не одат, како што споменавте, со во западноевропските земји? Јас кажав, ова нуди многу можности. Можат веднаш да се вработат, може да продолжат да го продолжат образованието, но може да се отворат и собствен бизнис. И тука, нели, платите сами си финансиски си се обезбедуваат и така натаму, меѓутоа треба да бидеме свесни дека и условите во компаниите веќе се менуваат, се подобруваат, повеќе се работи на обуки на вработените од оние трансверзални вештини, им се нудат одредени бенефити на вработените, точно свесните компании знаат како да ги задржат вработените, па веќе имаме изголемување на плати, бидејќи се очајни во барање на стручниот кадар и оние на вистина кои што заслужуваат и се наградени за нивната работа. Така. Дуалното образование е важен сегмент од целата приказна наречена средно стручно образование. Колкав е бројот на компании кои учествуваат во реализација на образовниот процес и каква е соработката на приватниот сектор со стручните училишта? Прво би започнала дека последниве 2 години имаме 70% на запишани ученици, 9 оделенци, нели, кои што го завршили основното образование, во стручното образование, што до сега таков тренд не сме имале. Ние како комора 2019 поставивме, имаше 62%, меѓутоа рековме дека во наредните години мораме да го постигнеме бројот од 70% и еве последниве години успеавме тоа да го направиме. Да, расте бројот на компании, ако некаде во 2017 година имавме само 3 компании, 2019 веќе бројката порасна на 7 компании, оваа учебна година имаме 560 компании кои што се вклучени во дуалното образование, но имаме и компании кои што земаат ученици кои што се во класичното стручно образование, на ние што го викаме учење преку работа, кои што има возможува после, нели, пак проодност во високото образование. И овие проценти, односно бројки, ги даваат најдобра слика за состојбата на пазарот на трудот во моментов и потребите за само да додадам, мислам дека и не само реална слика, туку еве еден убав пример како со системско решение во случајов образованието можеме да влијаеме кон подобрување на нештата. Многу беше добро што последниве 2 години диалогот кој што постоеше помеѓу образовните институции и помеѓу бизнис заедницата или реалниот сектор многу се подобри. Во минатото ние имаме 2 паралелни процеси. Образовните институции си го гледа образовниот дел, додека компаниите очајно кажуваат дека нивните потреби се сосем поразлични од она што се изучува, дека вештините кои што ги постигнуваат не се соодветни на реалните потреби, но со еден заеднички конструктивен диалог ние успеавме на маса да седнеме сите заедно, пред учебната, пред да се објават конкурсите, разговараат и образовните институции и бизнис заедницата, преку кампањата Учи паметно, работи стручно, кој што ја работевме Стопанската комора, Министерство за образование, поддржано од проектот Образование за вработување. Таму се кажува реалните потреби на компаниите, образовните институции, Министерство, Центар за стручно образование, креираат такви програми или ги осовременуваат според потребите на компаниите. И плодот се гледа.
дела. И добро е што компаниите на крајот на денот сватија дека не е потребно само говорење гласно на темата дека имаме дефицит од кадри и младите не сакаат да работат, туку се одлучија да се вклучат во еден процес кој што им овозможува сами да креираат кадар кој што им е необходен, а видовме дека има интерес еве за. А можам да кажам, веќе им е дозволено. Затоа што често пати се случуваше кога се креираја уписните политики, тоа беше една и од целите на Стопанската комора, дека мора да се смени уписната политика според потребите на пазарот на труд. Иако компаниите кажуваат дека некои квалификации не се потребни на пазарот заради развој на техника, технологија, нови машини и така натаму, упорно од Министерството за образование се пушташе истиот конкурс. Сега веќе не е така. Целата перцепција се смени и сега потребите, според потребите се креираат и уписните политики. Иницијативата на Стопанската комора за дуално образование во високото образование вроди со плод, што исто така особено ме радува, бидејќи голем дел од студентите имаат потреба од практична настава во текот на образованието, во текот на студиите, затоа што и тие мака мачат како да се вклучат на пазарот на трудот по завршувањето на факултетот. Иста е дилемата и со средношколците и со студентите. Иницијативата ја превзедовме врз основа на успехот што го видовме во стручното образование. Исто така компаниите очајно се жалеа дека високообразовните институции не ги нудат оние вештини кои што се потребни. Имаат солидно академско знаење, меѓутоа така академското знаење го имаат на факултетите, меѓутоа немаат стручни вештини и голем број на факултети индивидуално почнаа да ја реализираат практичната настава и таму имаме успех. Ние затоа како комора преку разни состаноци, работилници со компаниите ги дознавме овие проблеми и почнавме да остваруваме средби преку Советот за тренинг за унапредување на квалитетот на тренингот и обуките во рамките на Стопанската комора и преку Советот за високо образование и стратешко планирање исто во рамките на Стопанската комора почнавме да остваруваме средби со ректорските управи каде што беа присутни ректорот, деканите, продеканите на прво државните универзитети, имавме на УГАДа, па имавме на УКЛО, значи Кирил Климент Охридски, на Охридскиот факултет за информатички технологија, Кирил и Методи, исто така имавме со еден приватен, сега сакаме да оствариме средба и со Штуловиот, познатиот Штулов на Југоисточна Европа како јавно-приватно партнерство, и сите значи ја поддржаа нашата иницијатива и ни кажаа дека се што е потребно тие ќе учествуваат заеднички со Стопанската комора да се направи. Проблемот што не имаме парцијално практична настава во високото образование, но таа не е системски решена. Ние сакаме тоа да влезе во закон, не да биде круто како што сега го правиме со дуалното, затоа што се работи за средношколци, друга е возраста, начинот на размислување. Меѓутоа мора да го формализираме да стане како нешто што е задолжително, и системски тоа да го уредиме како ќе се реализира практичната програма. Дури сакаме одредени кредити да се ставаат во студиските програми за практична настава. Така посериозно ќе ја сватат практичната настава. Така. Денеска и на терен ќе може да видиме како во пракса се одвива дуалното образование, за да се види што недостасува и како може да се унапреди. Така, нас ни беше целта како Стопанска комора, заедно со проектот Образование за вработување, да покажеме дека навистина тоа што ние го зборуваме може да се види на терен. Ова ни е веќе трет настан поред што го правиме. Бираме различни типови на компании. Минатата година имавме дрвна индустрија, предминатата беше кожарската индустрија, сега металната индустрија. Министерката за образование ќе биде присутна за да го види на лице место ученици кои што реализираат практична обука и нашиот извршен директор ја поканевме и амбасадорката на Швајцарија во Република Македонија да го види исто процесот, бидејќи тие многу вложуваат и не поддржуваат. Ќе ја посетиме КАС Груп компанијата. Зошто ја избравме таа компанија? Затоа што имаме 3 работи тука да покажеме. Прво, да се види реализацијата, вистинска реализација на практична настава. Второ, сакавме да покажеме дека може да се биде успешен
и во нашата држава. Тоа е успешна компанија која што работи во Македонија, меѓутоа сите нејзини производи се извезуваат во странство и таму се препознатливи како бренд. Се работи за производи од водоводни хидранти, цевки и така натаму во тој дел. И третата работа сакавме да покажеме дека веќе се разбиваат стереотипите дека имаме машка и женска професија. Токму менаџер на оваа компанија е жена која што на вистина успешно работи и има завршено машински факултет, кој што нели порано беше како машка професија. Еве сега покажуваме дека значи сите се еднакви, сите имаат право да се завршат, важно е да имаат само амбиција и љубов кон учење, кон наука, кон образование. Ќе видиме и ние како се одвива процесот денеска, ќе снимиме секако и новинарите и медиумите ќе бидат присутни, а ние следиме темава и ќе дискутираме гласно за неа, бидејќи сега фокусот ќе го ставиме малку и на студентите. Наташа, направивме супер работа со средношколците. Ајде сега да видиме и со студентите. Благодарам многу за гостувањето во Македонија. Благодарам за поканата. Така.